Останува и понатаму тажна, гладна и осамена слепата старица во Делчевско Драмче. Незината голгота сите ја слушнаа, но помошта не стигнала. Останала заглавена во бирократските процедури. Па незиниот прв сосед и роднина алармира дека состојбата со старицата е критична, а тој нема сили да ја надгледува постојано и да се грижи за неа. Надвор, сабарето во 5:30 негде. Најдох ја на степените премрзната. Внесох ја дома, покрих ја. Слепилото на очите на старицата ги плаши соседите да изапалат оган во старата печка, па несреќната старица живее на минусни температури во ладна соба. Са тие денове нешто блада не е ни присвест вече. Вече не е за чекање, што не може да се издржи. Соседот по кој знае кој пат испраќа апел до надлежните што поскоро да ја сместат старицата во дом. Испраќам апел до државата како прва институција, до Министерството за труд и социјална политика, до министерот, и знам од са го чули, дури свет ми кажаа у Италија на интернет го имало и треба да го чуат и сега, и треба да се згрижи на најкус можен рок. Но каде е реакцијата на надлежните и зошто матичниот лекар додека не се реши процедурата за згрижување во дом, не ја прати старицата на болничко лекување? Одговори пред камерата на ТВ Стар не добивме, само телефонско објаснување дека се преземаат сите мерки што се во нивна надлежност и дека старицата редовно ја посетуваат и контролираат. Од Центарот за социјални работи од Делчево денеска потврдија дека чекаат одговор на барањето испратено до Старскиот дом во Скопје за згрижување на старицата, а до тогаш соседот треба да се грижи за слепата старица. Ке има ли сили слепата Марија да ја почувствува грижата на државата, декларирана како социјална држава?